Нашата тема за денеска носи наслов "На камен или на песок". И веднаш да ви кажам, значи не станува збор за обработка на оние последни стихови од 7 глава Матеј, кои што всушност се и завршните зборови на Исус во една од неговите најубави проповеди, проповедта на гората на блаженствата. Иако овие стихови ќе бидат спомнати, меѓутоа контекстот е сосема еден малку поинаков, на почетокот малку можеби ќе ви заличи, ќе се подсетиме на, ќе кажам, две мои проповеди. Едната се викаше Божиот прст, каде што спомнавме 3 моменти, каде што Бог со своја рака, со свој прст запишува нешто. Денеска ќе спомнеме двата моменти. А втората проповед, која што можеби некој збор ќе слушнете повторен, е кој прв ќе фрли камен, и се однесува на Јован 8 глава, каде што Исус е ставен на една проба да реши што ќе прави со жената блудница. Значи, вака сега, ќе отвориме најнапред во Излез 31.18. Или 2 Мојсиева 31.18, каде што е спомнат првиот случај кога Бог пишува со својот прст. И ништо не случајно е ова. Овој дел, односно делот кој што е запишан во Излез 20 глава, тие зборови, се зборови кои што лично ги напишал Бог со свој прст и не е случајно. Си замислете, од цела Библија, 1000 и кусур тамо страници и кој знае колку зборови, Бог, сите овие зборови што ги четеме во Библијата се инспирирани од Духот Свети, меѓутоа напишани од човечка рака, се извинувам, но овој дел Бог си взел за право да го запише лично со свој прст. И тоа на камени плочи. Значи станува збор за моралниот закон, Божиот закон. 31 глава, 18 стих, реков, во едно последниот стих од 31 глава, кога Господ го сврши својот разговор со Мојсија на Синајската гора, му даде 2 плочи на сведоштвото, камени плочи напишани со Божиот прст. Ќе го потенцирам овој дел, и тогаш спомнавме за тоа. Камени плочи. Божиот закон е напишан на камени плочи, што за тоа време, па и за денес, денешно време ќе каже дека треба да биде нешто што ќе трае. Во случајов е вечно. Да. Да не спомнувам стихови од 111 псалм, 7 и 8 стих, вели дека Божите заповеди се вечни, утврдени за сите векови, за сите времења. А доека во вториот случај, во Јован 8 глава, од 6 до 8, Исус, односно Бог, запишува нешто друго, но овој пат на поинаква површина. Во правот земски. На земјата запишува. 8 глава Јован, од 6 до 8. Овде имаме многу силни пораки, кои што на почетокот ќе ги разгледаме. Накратко, затоа што темата пак не е тоа, ќе видите подосно зашто станува збор. Значи, знаеме дека тука изнеле пред Исуса една жена фатена во прелюба и добро познавајќи го законот, оној истиот кој што е запишан на камени плочи, посебно познавајќи ја 7-та заповед, ја изнесуваат пред Исуса да Исус реши што ќе прави со оваа жена. И не само 7-та заповед, туку и Мојсеевиот закон кој што гласил дека треба да се каменува таквата. Исус е ставен на проба овде, што ќе направи Исус. И вели 6 стих, тоа го рекува за да го искушаат, за да имаат зашто да го обвинат. Јака му душа, така кажано, на Исуса, кој што сите тие 3,5 години на својата служба едноставно бил под будното око на фарисеите, на раководството на црквата, само за да го фатат во нешто и да го обвинат. Ама знаете, Исус се симнал од небото и бил вклучен во една мисија, спасоносна мисија на целото човештво, и не дошол, како што не е повикан ни еден проповедник, да им угодува на луѓето. Проповедникот не е за да им угодува на луѓето, туку да ја проповеда вистината, да проповеда за Господа. За жал, ако некој смета дека проповедникот е тука за да им угодува на сите, тој сгрешил.
И Исус бил доволно мудар и паметен со небесна мудрост да се извади од секоја ситуација, односно да не биде фатен. И видите што прави. Исус се наведна и пишуваше со прстот на земјата. И да ме прашам, што пишувал Исус во овој случај на земјата? Но сосема поинакво тло во однос на законот. Елен Вајд ќе каже во Копнежот на вековите нивните тајни греови. Ги соочил со нивните тајни греови. Значи, тие доживеале доста болно искуство. Замислете си да се соочите со вашите тајни греови. Но бидејќи и натаму го прашуваа, се исправи и рече се, кој од вас безгрешен, нека прв фрли камен врз неа, и пак се наведна пишуваше по земјата. И потоа сме сведоци на една ситуација кога еден по еден, вели почнувајќи од постарите, го напуштија местото. Зошто? Затоа што никој не беше безгрешен. Но поуката овде. Пазде, Исус како постапува? Сосема дискретно, не труби, иако има ситуации кога навистина треба се труби. Викај на цел глас, вели таму Исаија. Но во случајов Исус сосема дискретно ги запишува нивните греови, што е една убава поука за секој од нас. Поуката исто дека никој од нас не е безгрешен. И дека единствено Исус во оваа ситуација имал право да фрли камен. И тоа бил милостив. И сега една друга работа. Ако законот е запишан на камените плочи, за да биде вечен, да трае, зошто гревовите Исус ги запишува во земјата, во земскиот прав? Сте се обиделе како мали деца, често пати сме си играли, јас се сеќам, ќе напишам некое име, не знам, или било што во прашината. И колку тоа трае, заради една прекрасна поука е сето ова, дека Бог вака, со еден потек или едно ветрче да подувне, ќе ги избреше нашите греови. Нормално, ако сме се покајале за тоа. Че еве една поука тука, како Господ, односно еве Исус е пратен за да го реши проблемот на гревот, тоа зло на човештвото. Затоа е пратен, да го реши проблемот со гревот. Како го решава? Не може Бог да го реши проблемот на гревот со тоа што ќе го тргне законот. Рековме, затоа е запишан на камени плочи. Туку со тоа што ќе ги тргне, ќе ги избрише гревовите. Нормално кажавме, ако се покајани, значи кога ќе се загледаме во тој закон запишан на камените плочи, се осведочиме за нашата грешност, тојаш Бог многу лесно ги трга гревовите и како да никогаш не биле. Пак ќе ви кажам, запишете нешто. Тогаш нашата улица не беше асфалтирана во Свети Николе, така да, ете така се игравме често пати во таа прашината од патот и имам доста така интересно искуство од тоа време. Значи не трае тоа толку, воопшто не трае. Всушност Господ сака да порача дека е толку милостив и многу милостив и дека многу лесно може да ги тргне гревовите. Меѓутоа, што ако ние сме запнале со гревот и не икеме да се откачиме, оттргнеме од гревот? Тогаш, прилепени со гревот, нас исто така ќе не збрише. Или ќе ги избрише гревовите, или нас ќе не збрише. Еве да читаме, сега веќе навлегуваме во темата. Темата, всушност, може и да носи ваков наслов. Каде сакаме да биде запишено нашето име? На камен или во песокта, во прашината? Еремија 17.13. Еремија 17.13. Видите што вели овој стих? Еремија 17.13. О, Господи, надеж на Израел, сите кои што те оставаат, ке се засрамат, кои се одметнаа, кои ќе се одметнат од тебе, ќе бидат запишани во прав. Другиот превод вика подземја, за подземја, меѓутоа ова е многу по-близок до оригиналот. Значи, видите, о Господи, надеж на Израел, сите кои што те оставаат ќе се засрамат, кои ќе се одметнат од тебе, ќе бидат запишани во прав. Зашто го оставија изворот на живата вода.
Значи, оние кои што се одметнуваат од Господа, безбожниците, се запишани во прав. А каде се запишани оние кои што го сакаат Господа, оние кои што ја творат неговата волја, оние кои што Откровение ги нарекува победници? Сеќавате на писмото до црквата во Пергам, 2.17, Откровение 2.17. Кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на црквите. На оној кој победува, ќе му дадам од скриената мана, ќе му дадам бел камен и на каменот напишено ново име, што никој не го знае, освен оној кој го добива. Имињата на победниците запишани на камен, а имињата на одметниците запишани во прав. Каде сакаме ние нашето име да биде запишано? Со самото тоа што ќе биде запишано на камен, значи ќе остане вечно. А она кој што е запишано во прав, кажавме, колку лесно може да се избрише. Па зарем не е точно? Ние имаме тамо книга на живите, нели, неколку други книги. Знаете, Мојсија зашто се застапувал за народот, за да не бидат избришани нивните имења од книгата на животот. Значи, или ќе биде избришан гревот со крвта Христова покриен, или ќе бидат избришани нашите имења, доколку не се запишани на камен. А сега ќе видиме подосна што всушност тоа значи. Еве уште една ситуација во книгата на пророкот Данијел. Еден момент кој што на сите нам ни е добро познат. Данијел, или Данило, 2 глава, од 34 до 35. Знаеме сите дека во 2 глава е прикажан оној сон на Навуходоносор, на Вавилонскиот цар, и толкувањето негово од страната на Данијел, односно од страната на Бога. Значи, читаме од 34 до 35, 34-35 всушност. Ти наблюдуваш, значи, откако првин му е прикажан кипот, знаеме златна глава и така натаму, да не ги редеме сите тие познати работи, и ти наблюдуваш и одненадеж се одвали камен, а да не го допре рака, па удри во кипот во стапалото од железо и глина да го скрши. Тогаш наеднаш се здроби железото и глината, бронзата и среброто и златото, и се стана како плева на гумно лете. И ветрот го однесе сето тоа без трага. Плева сте, прашина, исто. А малку да дувне ветар, отиде. А каменот што удри во кипот стана голема гора, таа исполни сета земја. И кој е овој камен? Што значи овој камен? 44 стих ни кажува. Подолу, значи 44 стих. Во времето на овие царви, на небесниот Бог ќе подигне царство кое никогаш нема да пропадне, ќе биде вечно и ќе побине врз некој друг народ, тоа ќе ги разби, ќе ги уништи сите оние царства, а самото ќе стои довека. Вечно. Тој камен кој што ќе израсте во цела гора, тоа е Божјето царство. И ако ние треба да бидеме дел од Божјето царство, тоа нашите имења треба да се најдат на тој камен. Ако не, тоа ќе бидеме скршени, здробени, уништени, исто како што бил уништен кипот. Сега, Елен Вајт, еве што кажува во врска со ова, одnosno не е во врска со ова баш, меѓутоа овој цитат одлично се вклопува во ова за кој што зборуваме. 390 страна копнеш на вековите, значи овој превод. Христовото царство не може да се воспостави со одлука на судови, на совети или законодавни собранија, ниту под покровителство на големите луѓе на овој свет, како што се воспоставуваат земските царства. Нели? Туку со, овој превод вели имплантирање, ако по-современ збор, ја ќе кажам со всадување на Христовата природа во човечките синови преку дејството на Светиот Дух. Христовото царство се воспоставува преку всадување на неговата природа во човекот со посредство на Светиот Дух.
Значи, овој чин, нарушење на кипот на сите тие земски царства и растење на тој камен во гора, значи токму тоа, всадување на лично ниво, ако го поставиме тоа на подлабока духовна смисла, ќе сватиме дека тоа е рушење на сета наша гордост, наша себишност, на сето оно што е наша природа и всадување на Христовата природа во нас со посредство на Духот Свети. Еве, можеме да се сетиме само на некои карактеристики на сите тие царства. Имаат сите некои поединечни карактеристики, меѓутоа во основа сите ги обединува едно нешто. Земете го Вавилон, Медо-Персија, Македонско-Грчко, Грчко-Македонско, не знам како го викаат, не е ни битно. И Римското царство. Што сите тие, па и денешното, ќе кажам, американско под наводници царство, што сите ги обединува? Алчност, грабеж, контрола, управување со другиот, или во кратко речено, себичност и гордост. Зарем не е тоа основата на нашата грешна природа? Она што треба да се скрши, да се здроби, да се уништи, ако сакаме ние да се всади таа Христова природа во нас. Всушност, воопшто да му дозволиме на Светиот Дух да работи во нас. Зато што тоа е негово дело, како што читавме. Дека е потребно кршење, читаме во Лука 20:18, познат стих, Лука 20:18. Лукино Евангелие, 20 глава, 18 стих. Секој кој ќе падне врз овој камен, ќе се разбие, а врз кого ќе падне тој, ќе го сотре. Видовме од примерот со кипот. Значи, ние треба да паднеме на тој камен и да се разбиеме, да се скршиме, да се скрши тоа наше его, себишност, гордост. Во спротивно, каменот ќе падне врз нас и ќе не нема. И сега тој исти камен, за мнозина денеска, за мнозина ни сите векови порано, е камен на соблазна. Зошто? Римјаните 9 глава. Римјаните 9 глава од 30 стих понатаму. И така, што ќе кажеме? 9 глава од 30 до крајот на главата. И така, што ќе кажеме? Народите кон кои се стремеа, кои не се стремеа всушност кон праведност, ја примија праведноста и тоа праведноста која што е преку верата. А Израел, Божиот народ, тогашен, стремејќи се кон законот на праведноста, не стигна до законот на праведноста. Зошто? Зашто не настојуваше да го постигне со вера, туку со делата на законот. Се сопна од каменот на сопнување. Како што е напишано, еве на Сион поставуван камен за сопнување и стена на соблазан, и кој верува во него нема да се посрами. Не само за израелците, ден денеска за мнозина овој камен, овој аголен камен, кој што било отфрлен од зидарите, кој што всушност е вистинскиот темел, е каменот преку кој доаѓа спасението, на кој темел треба всушност и ние сите да градиме. Меѓутоа, ете, место тоа се случува ние да се сопнуваме, да тоа ни биде камен на сопнување. Овде гледаме дека самоправедноста е опасно зло. Токму тоа не наведува да... Место тоа да го гледаме како наше спасение, всушност тоа биде наша сопка. И пазите, ако или ќе паднете на каменот, ќе се скршите, или ќе се сопнувате 5, 10, 15, 20 пати и не знам колку пати на крајот ќе се соблазните. Место тоа да ве одведе во спасение, тоа ќе ве одведе во соблазна. Па што вели во прво Коринќаните? Ајде да отвориме во прво послание до Коринќаните, Павле, што вели? Ние го проповедаме, вели, Христо распнатиот, нели? Христо распнатиот. Цело време неговата тема е таа. Прво послание до Коринќаните. Дваесет стих. Ние го проповедаме распнатиот Христос, соблазна за јудејците, а безумство за грците. Што значи распнатиот Христос? Зошто често пати се спомнува дека треба нашите мисли да бидат насочени на тие
на тие моменти од Христовиот живот. Што значи Христос распнатиот? Што треба ние таму да видиме? Што треба да се поучиме од Голгота? Истата порака, да се скршиме, да се скрши нашето јас или, поточно, да се расне нашето јас. И тоа е неверојатно болно искуство за грешната човечка природа. И затоа тука многу се сопнуваат и се соблазнуваат на крај. Исус доживел самиот неверојатно понижување со таа смрт на крстот. И ние како луѓе, ако сакаме да се спасиме, треба да поминеме тој пат на понижување, на кршење на нашето јас. Ако не, тогаш ќе се сопнуваме илјадници пати, а знаете, има една мисла, ако некој 2 пати се сопне од еден ист камен, заслужува да се ја скрши ногата. А кој знае колку пати ние се сопнуваме од еден ист камен, ако бидеме искрени. Од тој камен, за кој што зборуваме. Како тоа Исус камен на сопнување? Видете што вели Копнеж на вековите. 458 страна овој пат. За оние што веруваат, Христос е сигурен темел. Тоа се оние кои паѓаат на карпат и се разбиваат. Овде е прикажана покорноста кон Христа и верата во Него. Да паднеме на карпата и да се разбиеме, значи да се откажеме од нашата самоправедност, оно што претходно го читавме, и со детска понизност да одиме кај Христа, да се покаеме за нашите греови и да веруваме во Неговата љубов која простува. И исто така, преку верата и послушноста, ние дзидаме на Христа како на свој темел, на тој аголен камен. И нема друг сигурен темел, освен тој аголен камен, кој што дзидарите го отфрлија, кој што односно мноштво луѓе денеска го отфрлаат, за жал. На тој жив камен можат подеднакво да дзидаат и евреите, и незнабожците, и денеска ќе кажеме сите. Спасението е за сите. Тоа го видовме и од пулката. Тоа е единствениот темел на кој можеме да дзидаме без опасност. Денеска луѓето дзидаат на човечки мудрувања, човечки филозофии, човечки теории, а не на Божјата реч, не на вистината, на Исуса, кој всушност Словото, нели? Тој е, вели, доволно широк за сите и доволно силен да го издржи притисокот и товарот на целиот свет. Поврзувајќи се со Христа, живиот камен, сите што дзидаат на тој темел стануваат живи камења. Интересно. Поврзувајќи се со тој жив камен, сите што дзидаат на него стануваат живи камења. Затоа што во него е животот. Многу луѓе со својот личен труд се изделкани, измазнети и разубавени. Значи со својот личен труд. Но не можат да станат живи камења, бидејќи не се поврзани со Христа. Без таа врска никој не може да биде спасен. Ако во нас нема Христов живот, не можеме да одолееме на бурите и искушенијата, кои што, како што оди времето, ќе бидат се посилни и посилни. Тоа е едно чудо денеска, околу колку тикви и патлижани дома јадикуваме и плачеме. Ке ви текне. Ја верувам дека сите ние сме паметни за да ни текне што мислам, а го забораваме она поважното. Ако во вас нема Христов живот, не можеме да одолееме, значи, на бурите искушенијата. Значи, што сакав да кажем и со претходната мисла. Кои бури и искушенија ние ги доживуваме во животот? Да ја прашам. Секој си има. Значи, своји лични, во ред, може би, ете што нам не ни се познати, и секој искушение има своја тежина. Меѓутоа, општо кажано, па ние живееме се уште во благосостојба. Кои бури и искушенија ние сме ги доживеали? А овде вели, ако во нас го нема Христовиот живот, тогаш нема да одолееме на тие бури. Односно, како ќе читаме подосна, односно, во Матеј, ќе го спомнам, не мора да го читам, тие стихови да ги читам. Во Матеј 7 глава ги спомнав тој дел, значи, од почетокот, за кој што кажав дека нема да се задржиме премногу. Што вели, кој е мудар, кој што ги слуша овие зборови, кој што го слуша Словото, е мудар и тој гради куќа на карпа, па кога ќе дојде
брановите, бурата, ветриштата, нема да падне таа куќа, нема да се сруши, ќе обстане. А оној кој што ги слуша, а не ги извршува, тој не е мудер, тој е безумник, вика тој гради куќа на песок. Па, зарем не е будало и безумник оној кој што гради куќа на песок? Па знаеме ние многу добро кај се гради куќа, ама за оваа куќа која станува збор, треба да не е јасно дека треба да изградиме на тој камен, само на таа основа, на никоја друга, затоа што бурите ќе ја однесат ако не е така. Нашето име, ако е запишено на земја, ќе биде збришено. Со најмалото ветрче, а не па со некоја бура. Кога ќе падне дожд и кога ќе навалат бури и поплави, еве го, значи тој дел, нивната куќа ќе се сруши, бидејќи не е втемелена на вечната карпа, на главниот темелен камен Исуса Христа. И уште една реченица овде, за оние кои што се сопнуваат на речта. Денеска мноштво луѓе се сопнуваат на речта Божја. Зато што болно е искуството да бидете соочени со своите греови и да после, знаете кој е најболното искуство? Да живеете еден богоугоден живот, да ја творите Божјата волја, а знаете ли што значи тоа? Не јас, Господи, не моја волја, Твоја волја. Тоа е најболното искуство за човекот. Значи, за оние кои што се сопнуваат на речта, затоа што не и се покруваат, Христос се карпа на сопнување и на соблазн. На што градиме ние? И каде е нашето име запишено? Значи, или ќе се покориме на речта, ќе се скршиме на тој камен, на Исуса Христа, или ќе се сопнуваме често пати и на крајот ќе се соблазниме и ќе не нема. Не зборам само од црквата, туку комплетно. Прво послание Коринќаните 1.23, односно тоа го читавме. Матеј 26.37. Матеј 26.37. Видите, за да сватиме колку е навистина ова искуство соблазнувачко, ќе видиме дека во вечерта последната вечера, че во четвртокот вечерта, Исус што им вели на своите ученици. И тоа се обестинило до последна запирка. Значи, Матеј 26.37 вели, тогаш Исус им рече, сите вие ќе се соблазните заради мене. Во оваа ноќ, зашто е пишано, ќе го удрам пастирот и овците од стадото ќе се разбегаат. А тоа се случило затоа што учениците немале темел. Го немале за темел тој камен. И зарем не било така, зарем не се разбегале сите, не се соблазниле, па се криеле во горната соба. Дошла бурата, дошла неволјата и тие расеани биле едноставно од ветрот на таа бура. Значи, каде сакаме да биде запишено нашето име? Дали на каменот, каде што ќе остане вечно, или на земја, или во песок, ќе кажеме. Ова зависи од тоа, ќе повторам, дали ние сакаме или не да го одбегнеме големото понижување. Понижување навистина за човек. Дори пазите, има еден цитат кај што вели дека се што човекот прави во своја сила, се е извалкано со греф и себичност. Зарем тоа не е понижување. Значи, јас не можам ништо да направам, а знаете, во природата на човекот е, јас да се истакнам, јас нешто да направам, меѓутоа не, се што правите без Бога е извалкано со греф и себичност. Значи, треба со Бога, Бог да го прави тоа во вас, да тој Христов живот стане дел од вас. Другото се е извалкано со греф и себичност. Знаете, се што правиме, било какво добро дело или било што, ако не е потикнато од Светиот Дух, тогаш е со некои наши калкулации и пресметки во главата. Јас сега вака ќе направам, за да... Нема за да. Безусловна е Божјата љубов. Ако сакаме да го имаме Христовиот карактер, а со тоа и името запишено на камен,
да се поучиме од Христа. Често пати знаеме да ги спомнеме овие стихови од Филипјаните 2 глава, од 5 до 9. Имате во себе истата мисла, или истиот ум, вели другиот превод, која беше и во Исуса Христа, кој иако во Божји обличе не го сметаше како грабното тоа што е еднаков со Бога. Ако можеше Бог да го остави сето тоа величество да се понизи и да претрпе на такво понижување, тој кој сме ние. Тој го трасираше патот за нас. Треба ние него да го следиме. Вели, кој иако во Божји обличе не го сметаше како грабното тоа што е еднаков со Бога, туку се лиши сами од себе, изеде обличе на слуга, станувајќи сличен со луѓето, и откако се најде во лик како човек, тој се понизи сами од себе и стана послушен до смрт, дури до смрт на крст. И тука не завршува. Туку вели, затоа и Бог го превозвиши и му подари име, што е над секое име. Знаете, денеска, луѓето слава толку многу великани, поготово во Скопје изникнаа толку многу камења и бронзи, на кои што се запишени X имења, на народни великани и сето тоа си има свое место. Меѓутоа, значи, множество имења се запишени на камен, ќе кажеме сега. Меѓутоа, дали така гледа Бог, тоа е веќе друго прашање. Сета слава на овој свет, или не знам што, да постигнете, не може да го запише вашето име на камен, на овој камен за кој што зборуваме. Туку токму спротивното, да се откажеш од самиот себе, да се понизиш, да го следиш Христа, послушен да бидеш дури до самата смрт на крст, кај што ќе бидеш распнат, кај што ќе се скршиш на карпата, тогаш Господ ќе те превозвиши, ќе те издигне. Тоа е таа вистинска слава, за која што, за жал, многу малку луѓе, кон која што многу малку луѓе се стремат. Видите го овој цитат од мислите од гората на блаженството. Христос, вистинскиот темел, е еден жив камен и неговиот живот им се доделува на сите кои зидаат на него. Камењата стануваат едно со темелот, оти еден ист живот престојува во сите. Едно со Христа, едно во Христа. Ако зидеме на тој темел, ние стануваме едно со аголниот камен, затоа што тој живот е присутен и во нас. Ваквата градба не може да ја сруши никаква бура, зашто оние кои што живеат во Бога, се ќе пребродат со него. Нема што не може да пребродите. Прво Коринќаните 3 глава, 10 и 11. Токму тие стихови тоа го велат. Според Божјата благодат, прво послание до Коринќаните 3 глава, 10 и 11. Според Божјата благодат, која ми е дадена, јас како мудар градител, ја поставив основата, а друг гради, но секој да внимава како надградува, зашто никој не може да постави друга основа, освен онаа што е поставена, која што е Исус Христос. И само на таа основа е сигурна градбата, и само во тој случај, нашето име ќе биде запишено на камен и ќе остане вечно запишено. Сите тоа ние го сакаме. Ако се сетиме пак на кипот, кој што го руши и станува плева, буквално, во 2 глава Данијел, и спомнавме и кажавме дека тоа всушност во една подлабока духовна смисла значи наше кршење на нашата себишност и гордост. Тогаш во таа иста смисла, кои се 144.000? Свели тамо го победиат зверот, тие кои што вика го победиат зверот и ги поминаат тие последните маки. Да, го победиат зверот и жигот над зверот. Ќе го победат. Тоа ни е јасно, да не навлегуваме таму. Меѓутоа, ако читаме во 13 глава Откровение 2 стих, кај што е опишан тој последниот звер, кој што е составен од сите претходни, значи има делови од сите претходни, се вели дека зверот што го видов, значи вториот стих, беше како леопард и нозите му беа како на мечка, а устата како на лав.
И змеот му ја даде својата сила и својот престол и голема власт. И знаеме дека ова е Рим, односно папството. И знаете што е Рим? Рим е само врвно олицетворение на тоа што е човекот. Човекот сака власт, човекот сака доминација, да има се под своји нозе. Тоа е само врвно олицетворение на она што значи човек. Меѓутоа, секој еден од нас во нашата грешна природа може да биде и леопард, и лав, и мечка. Ке се сетам на зборовите на Перозо. Во еден така разговор, тогаш кога беше на последниот пат, ми вели тој мене, кажува за некоја сестра, или може би пријател, предпоставам дека беше некоја наша верничка на некоја евангелизација, која што се држала, и знаете, обично се опфаќаат и темите за зверот, двата звера, Америка, папството и така натаму. И таа му рекла на Перозо, не знам, не се сеќавам дали тој ја држала евангелизацијата, како и да е, му рекла: брате, доста за првиот и за вториот звер. Дајте нешто, кажете за овој звер, што е во нас. Затоа што ако тоа не го победиме, пазите, ако останеме во нашата грешна природа, себишни и горди, тогаш ние сме дел од Вавилон. Ние може да седиме во црквата адвентистичка, меѓутоа ние сме дел од Вавилон. Ако не го победиме зверот во нас, тогаш ние сме дел од зверот. Кажав, Рим или папата е само врвно олицетворение на оно што е човекот. Ама секој од нас во својата природа го има тоа. Ако сакаме, значи, да нашето име биде запишено на камен, треба да се скршиме, треба во понизност да го следиме јагнето, каде тоа и да оди. Или пастирот, вистинскиот пастир за кој што брат Јаник изборува вечерва. Овците го слушаат неговиот глас, го познаваат неговиот глас, а го разликуваат и гласот на наемникот, по наемникот не одат. Туку по вистинскиот пастир. Нека Господ ни помогне на вистина да живееме не за себе, да живееме за Господа и да на крајот на вистина нашите имења бидат запишени на камен и останат вечно. Инаку воспротивно ќе бидат збришани заедно со гревот. Господ, иако тоа не го сака, ама ќе нема друг излез на крајот. Ќе мора, како и за време на потопот, првото уништување да едноставно ги избрише сите оние кои што не сакале да се одвојат од гревот и останале во опозиција према Бога. Господ не сака никој од нас така да заврши, а како што се ближи времето на последокот, на вистина сме под опсада на искушенија, на проблеми, на неволи. Ако не се држиме до Христа, ако не градиме на вистинскиот темел, ќе бидеме однесени од тие бури кои што веќе се случуваат, но меѓутоа силните предстојат. Нека Господ ни помогне да навистина останеме цврсти до крајот. Слава на Бога, амин.